Еден цел милениум со тебе любов. За тебе и мене цел милениум со тебе любов. За тебе и мене видела крај на третиот покатот, а тоа е енигма за нив. Посакувам пак да бидам со тебе од оваа ера, да бидам дел и јас. Те твојот глас да го чујам. Глас кој не знае да биде тивок кога има што да се каже и кој ќе ве насмее за работи кои всушност воопшто не се смешни. Човек кој сосема случајно последниве 3 децении, ете така, од чиста мира создаде култна група. Најголемата ска група на Балканот, кој покажа дека зборот ска може да биде од Скопска. Пеце Суперхикс. Пеце, добре дојде у Хитмейкер. Добро ве најдов. И ете се најдовме после. Да, знам Најги дека ме- си човек 300 на саат, не е лесно. Абе добро, не Да е ти така, се влезам во погодија агент. некои периоди се случија периодов годинава што помина, така што не се погоди. Мама е, Да, има добро е, има концертот време до за крајот. севте. Беше со концертот тогаш. Па не знам кој концерт веќе, мислам дека и со годишница, Педро, шо и беше? со Педро Хоризонте мислам дека беше баш тогаш промоцијата на албумот. Со Хикс имавме некои патувања по тоа летоска. Свиравме еден интересен фестивал во Бугарија, Hills of Rock, Vamo Town, Deep Festival и итн. Не сме толку активни кој што сме знаеле да бидеме сега, да не се залажуваме. Сме биле концертно вака, имало години кога не сме се прибирале, сега сме прилично спуштени на земја. Добро, покрај музика секогаш си медиумски застапен и поврзано со музиката. Дали радио, дали подкаст. Што се деси со Вербалиум? Па Вербалиум беше еден проект кој што беше на само иницијатива, така ли се вика тоа? Значи, тебе ти е многу добро познато кога сакаш да туркаш некој проект кој што се однесува на одреден медиум, а баш и немаш средства и спонзори или тоа не е покриено некако некоја државна капа или што и да е. И тоа беше еден обид да јас застанав со мојот ангажман во Урбан FM бев 6 години, па во Капитол FM години и после таа моја песетека, со која што сега продолжувам на Радио 2. Меѓутоа во тоа време се појавија подкастите како еден нов тип на медиум и на формат 2021-2022. Сега не е тоа некоја голема временска дистанца на нас, меѓутоа почна да станува популарен како формат подкастот, нели Агела се појави во Србија и така натаму со Галеп и слично. И тој формат сите почнаа да ми зборуваат што се занимаваат со медиуми, ова е иднината, сеќе се и навистина така и стана, знаеш. Денес имаме стотици подкасти, ја не знам и во Македонија само имаме, ја не знам колку се сега. Едно имаше еден подкаст генератор во кој што бевме десетина подкасти и Вербалиум беше еден од тие први некои обити. Беше подкаст практично, меѓутоа беше подкаст кој што сами го организиравме, концепиравме, спремавме, подготвувавме заедно со Мањо и со Диме. И тоа знаеш дека не оди баш лесно, посебно кога нема пари, кога има само добра волја и желба. Истуркавме некои 6-17 изданија, идејата беше да се промовираат разни теми, значи од кардиохирургија до ФК Вардар, меѓутоа со акценти на домашната музика. Успеавме да снимеме неколку бендови во живо, типот на Lufthansa, Хајка, Да, уживо. Мајтир. Како? Уживо. Во живо. Да, и тоа дури да го збиксеме, Дени Крстев тука помогна многу од студио 1060. Кои луѓе беа во други случаи, сега нека не ми замерат ако заборавам некој, меѓутоа излегува сите во пресред, снимевме неколку изданија од тоа, неколку концерти, дојдовме до некои 6-17 изданија и дојдовме до ситуација во која што веќе не можеме да ги покриваме неосновните трошоци, се обидовме да најдеме спонзори, имавме некои непристојни понуди, решивме дека нема резон и тој проект така остана, да ти кажам, со можност можеби некој да продолжи. Тука сме во контакт сме со луѓе, така што ќе видиме, ама сепак бара, знаеш, некои средства, дури донации прибиравме слично и остана тоа така некако. Вас претежно ве
перцепираат као ска бенд. Дали вие се гледате себе као ска бенд? Види, кога почна таа цела популарност на Суперхикс, кога дојдовме до глупави песни практично, 6 години бевме демо бенд, немавме никакви знанија. Свиравме клубски концерти, барски концерти низ градов, на кои што имавме по 200-300 билети, знаеме да продаеме. Практично и првите песни ги снимаме со тие пари. Меѓутоа, станавме популарни со глупави песни, кои што беше класично ска тема, знаеш. И некако тој ска панк брани звук стана многу популарен крајот на 90-тите, средината на 90-тите, почетокот на 2000-тите, иако почнавме како панк рок или хардкор панк бенд слично на оно што го правеа паркети во тој период. Па некако почнавме со тие труби и со дувачите и тренавме натаму и останавме ден денес со таа етикета како некој ска или ска панк бенд. Иако ако ги слушнеш последните два албуми, ќе слушнеш многу малку ска, освен с Карантин, Мајмуни кој што е реге тема, ние немаме речиси ништо, еве на последното албум речиси ништо ска да нема. Да, меѓутоа, чекај се, ево, ако ќе уклучам Google Добро. и ќе пишам, сега, дали да пишам на англиски или Се да едно пишам и на Википедија српски? да ќе ти испадне како ска панк бенд или ска бенд со реге, латино, балкан, примеси, фанк и така натаму. Ако зборуваме за оно што сакаш да го добиеш како првична информација за Суперхикс, да речеме. Еве, кој е најбољи ска бенд на Балкану? На Балкану то су Суперхикс Ете, из Северна Македонија. Никогаш. Значи само Северна само ќе сега ти кажа. Не, јасно. Таа дефиниција остана, затоа што првите 2-3 албуми кои што оставија силен печат на Балканот, тоа беа години од 2000-та до 2010-та година, кога и Балканот живееше со тој ска панк звук, па и подалеку стацавме до некои европски земи кои што свираме многу често. Претежно беше дефиницијата за она што го правиме и што го работиме тоа. Сега, од Африка наваму, веројатно доста работи се сменети и не знам, некако созреавме дали е паметно или не. Вие од самиот старт бевте као комплексен бенд. Значи, се гледаа влијанија. Меднес, нели, дувачите на Меднес. Тој сарказам на хуморот на забрањено пушење. Став, поише електричен оргазам, да кажам. Значи, се можеш да слушнеш дека тука се лектирите, меѓутоа си звучите од сам старт издефинирани, комплексно, ама издефинирани, знаеш. Нас многу не споредува, знаеш, со таа ексцесна. Сериозно, знаеш, не она е присобрани двајца, тројца, туку едноставно пуна сцена од старт. Да, бевме 20 тројца, како поминува година, знаеш како, ние имаме еден голем проблем, не бркаме членови од бендот. Кој како дое останал од бендот. Знаеш, отворено му е и вратата, ние имаме почесни членови на таа Суперхикс академија, например Димитар Тодоровски, кој беше може да кажам жути, нека не ми се најлути, ама можда и најплодниот дувач кој што сме имале, бидејќи многу допринеси за аранжманите во бендот, посебно за дувачката секција. Ден денеска има таа титула почесен член на бендот и доаѓа на концерти, рендом ќе се јави, слушај, доаѓам вечерва, свирам на 2 песни. Дојди, повели свири на 2 песни. Многу луѓе помина, знаеш, голем бенд, така некако ние тренаме како една банда и затоа остана тоа и банда инструментален, знаеш. Ние бевме банда, ден денес сме банда, не сме немало кај нас тоа, знаеш, овој фронтмен, овој. Најдобрите, интересно е што најдобрите бендови во Македонија историски имале за фронтмен човек кој што не мора да биде пеач, туку човек кој што знае да ја раскаже приказната, да ја пренесе пораката и да створи атмосфера и да ја освои сцената. Што мислиш, зошто упорно целат многу кон тоа пеач и да се пеело на одреден начин, а наместо да целат кон тоа да бидат луѓе кои што ја донесуваат пораката и кои што допираат до одредени точки проблематични во општеството. Види, не се согласувам дека претежно се луѓе кои што не се печу во Македонија, ти имаш многу фронтмени кои што се како Владко Стефановски, како Енко од Last Expedition, кои што биле фронтмени на бендовите кои што се пеачи. Знаеш, меѓутоа веројатно знаеш како фронтмен е на бендот тој веројатно кој што треба да биде некој мотор и организатор на повеќето работи во бендот. Кај нас е многу сложена ситуација, бидејќи сме во моментов, ја не знам колку сме, 9 луѓе.
Едно време бевме 10. Знаеш, мора некој да ги организира тие работи, менаџментот и продукцијата е една работа. Меѓутоа некој во бендот сепак мора, знаеш, ние сме се низ годините сме дошли во ситуација, еве во моментот на пример не функционира бендот Суперхикс на принцип на тоа што ќе каже Пеце. Воопшто не е важно. Че еве како автори се вклучија други луѓе во бендот минатите години, еве сега на последниот албум речи се 50-60% од песните се на Даро и на Борче од бендот. Така што ние не сме функционирале. Знаеш, тоа бакетот Тоустер се од најлегендарните ска бендови ми го рече како тоа вие функционирате со ваква демократија овој бенд. Значи не може да има вика демократија во бендот. Тоа диктатура мора да биде. Еден да кажу и крај. Ние некако уште функционираме, не сме се распаднале од алкохол, да речеме, и од други работи, меѓутоа не сме се распаднале поради овие веројатно ги нема толку големи тие его трипови во бендот. Кажи ми, од самиот почеток и свириш бас и пееш? Свирам бас и пеам, да. Ти беше проблем на почеток? Или сега више неразделно тие, дури потешко тие без свирење? Потешко ми е, не можам да се снајдам. Имам проекти без со камерен оркестар и така натаму, кај што треба само да пеам, не знам што правам со себе. И делувам комично на себе. Не знам, знаеш што да правам нешто вака. Не знам, глупо или правам и се гледам, ама глупо изгледам, знаеш. Да, но затоа вокалот у песните на Суперхикс има затоа така природен спој со бас линијата. Веројатно тоа е затоа што е еден човек. Викаат дека е многу тешко да се свири, посебно ако свириш walking бейсови или комплицирани бас линии. Ја можам да му се заблагодарам многу на Чичко Стинг и на Полис, со кој што многу растев и многу учев. И сите оние ска бендови од втората бритска генерација, односно вториот ска брана, тоа е бритска или тутонска сцената, тоа се Badman, Specials, Madness, The Beat, Body Snatchers, Selector и така натаму, кои што сите имаат константно бас линии кои што не се едноставни за свирење, walking bass тотално ритмични, а во исто време интересно пеење. И ја учев практично на еден Тоска ли беше, не знам што беше грамофон, на кој што има 5, оној ти текно е 5 кабелот со 5, како си ка она, не бе чекот, она пинот кој што не беше класичен банана, него на 5-ката за грамофон. Мене ми праја, не знам која фирма беше од тоа време, имаше една мислам кој што преработува кабли. Поранешните мидија. И значи ти го ставаш директно во грамофонот со две звучки во таков еден портокалов и директно другото идеше во басот. И можев да си пуштам плоча, да речеме Specials, и си учам на неа директно бас линии и така почнав, иако свирев гитара право во секцијата во 29 ноември, во еден чернодриски денечен. Многу брзо се преориентирав на бас линии, тоа веројатно и генетски има нешто затоа што дедо ми беше басист, контрабасист и басист во Староградскиот оркестар во Кратово. Има нешто. Ти го спомна Стинг. Да, можам да кажам начинот на кој што Стинг свири, меѓутоа твојот сарказам, твојот хумор, смисла за хумор, па дури за вземање на некој алтер его за да се донесе нешто што, нели, исто така ме потсеќа на, да кажеме, свирењето на Стинг со енергијата на Лес Клейпол. Кој ќе ги спојам, некако доаѓа. Ние сме имале влијание од сите тие, од Primus, од Police, од таа цела сцена која што се појави денес од Junior, значи 90-ти, кога станува збор за хуморот, може да ги спомнеш и Mad Honey, Touch Me I'm Sick. Значи надреална една нота на сето она што се прави и тоа многу влијаеше на нас. И ден денес живееме и ги слушаме тие бендови. И да, тоа е веројатно спојка на сето тоа, топлиста на реалиста, она што со кој што растевме во 80-тите, Елиджи Куртович и така натаму, тоа сето влијаеше на нашиот, и знаеш, луѓе прво баш гледав едно старо интервју кај што сме заедно со Тоша Проевски, као Анета Кочишки беше водителка на тоа 2004-та или 3-та, не знам која година, и вика: "Доро, вие се правите вакви, глумите некој лудело?" Не. Ние бевме такви на пробите и сегде. Секој гледаше да откачи што поголема глупост. Ностоп некој не изнудени ситуации, некој паѓа, например, првото име на албумот "Чекај бе, викам, каде бе малку" е ставено на тој начин такво како што е, тоа е лапсус мој. Наместо да кажам "Чекај бе малку, каде бе, викам", ја реков "Чекај бе, викам, каде бе малку", некоја ситуација објаснувам и Даро вика ова ја вика насловот за албум. Поетска инверзија што. Да, имаше порано место историја пепелјарата, историја кокошката, некој кажа, некои глупости.
И знаеш, тоа кога ќе го ставиш у еден таков пакет кој ќе го завитка ќе изгледа интересно. Нас ми беше комично и смешно и така трнавме, знаеш. Раде се појави потоа со Види, самото самото име Супер Хикс. Супер е као нешто, нели, екстра. Хикс веројатно као нешто примитивци, селјаци, не знам како не сега бе да Супер кажа. Хик, знаеш што е Супер Хик? Алан Форд си читал? Не, Алан Форд не сум читал. Не си читал? Не. Па Супер Хик е практично ликот, антихеројот кој што се појавува на секој 10 број од лека, се појавуваше во тоа време. И он беше еден тип антихерој со маска, ама дебел, огромен, кој што пиеше вино од бочва и он со својот здив практично ги зимаше од сиромашните, ги онеспособуваше и им даваше на богатите. Тотален антихерој, кој што ние го препознавме, тоа го раскажав потоа низ години, многу страшно ме потсеќа на нашите политичари, знаеш. Така, крадат од сиромашните, дават на богатите, тој беше еден антихерој, еден тип на антихерој кој што го зевавме страшно инспирирани од него и од таму е Супер Хикс. Многумина не грешат и ден денеска, па дури награди ни дават на кој што пишува Супер Хикс одвоено. Не, Супер Хик е практично множина од Супер Хик антихеројот. И тоа е земен практично, бидејќи растадме и и тука е таа комична нота, знаеш. И така некако го ставивме тоа, у тоа време беа популарни тие некои Бумбикс, Супер Хикс, Джигерс. Сите тие бендови беа така со некој ес на крај. Санс, не знам од постарите генерации, ја многу сакав Санс. Металци. Не беа металци Санс, Санс беа фрешко Джоле кој со години во Лондон и еди на тапани. Санс беа алтернативен бенд кој што беше во рамки на она Solas Expedition. Онеја кога го памтиш легендарен поп-рок фест финалето на кој што беа Реа, ја бев у Хард Рок на мислам тоа дека финале. свиревме еднаш со нив у Штипу. Санс беа, они беа практично дока 96-7, потоа се изгубија. Ја им работел као клинец на им лепе плакати за концертиве, знаеш, на сите тие бендови и така натаму. И беше популарно да сите бендови се викаат со ес, нели, на крај додавка, за да биде тоа множина нека. И од таа генерација беа сите тие бендови, Бумбик, Супер Хикс, Джигерс и така натаму. Децата на сонцето. Да. Обично сите бендови гледаат да има на крај нешто така да биде. Кажи ми сега моментов што работи. Ништо, одмара, што да работи. Јануари, февруари, мртви месеци, види, има една интересна, малку сме низ годиниве, сите некако распашани. Дарко ни е моментално со тапанарот со место на живење во Белград. И станува малку покомплицирано, па чекаме да дојде, да се договориме што како, така правиме некој распоред, повеќе сме зависни од него, морам да признам периодов. А голем бенд сме, многу сме комплицирани за низ годиниве како поминуваат за собирање. Меѓутоа кога ќе се задаеме задача и период на проби или слично, тоа се работи. Имаме своја просторија. Мора конкретно нешто. Да, конкретно е сега најново што ни се случува е се јавија Фолтин слава 30 години и имате интересен проект во кој што не знам дали треба да кажам. А извинете, Фолтин ако не требаше, ама ја го кажав. Во кој што работате на компилација на овој јубилеј на преработки на нивни најпознати теми. Секој се одбере по една, ќе биде веројатно многу луѓе од сценава вклучени и сега размислуваме на аранжман на една нивна прекрасна тема. Да ја преработиме во наш стил и да го издадеме тоа. Има некои идеи за нови песни, ама сила и нервоза издадем пред година две, така што нешто многу нема да брзаме. Ајде да ти кажам, гледам дека стана тотално тренди и можеби правилно се вадат сингл по сингл, веќе знаеш. Таа ние имаме ностоп расправи у бендов, таа демократија е многу бучна кај нас. Секој има своје некои размислувања, вино го извадивме. Пропадна 7 песни. Како? Ќе извадиш албум за да ти пропадна 7 песни. Види, не претходно одевме сингл по сингл, меѓутоа настојуваме тоа да биде сепак едно албумско издание кој што на крај го вадиме на CD, лани го извадивме на винил, нема ни лани, колку 7 месеци поминаа сила и нервоза. Така што нешто да брзаме па претерано не, имаме некои идеи да ти кажам за некои соработки имаме. Промоцијата Глуво куче. Глуво куче беше, така е. Претходно седето го извадивме, поставивме 30 години јубилеј, понатаму здраве Боже, што ќе донесе време, ќе видиме, меѓутоа дека ќе останеме. Вака нема да останеме сигурно. Пеце, фала ти многу што дојде. И што? Фала на водата и на еспресото и да се видиме пак. Поздрав. Поздрав. На 10-то место оваа недела е Дарко Андонов со песната Сам во своите сни. Во ова ладно време биди ти до мене.
душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе, ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. На 9-то место е Марија Наумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта, ти си тука, јас те гушкам, ти вкл ми шепотиш колку влюбен си и кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот, тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот, кога мирисе на тебе, го сакам дождот. На 8-то место се наоѓа Александар Ристовски принц со песната Ти. Ако ти не знаеш, тврде си тргнал од денот, сигурно тогаш ти не би ни знаел каде би тргнал во сонот. Ако ти не љубиш, туку само би сркнал од медот. Лакомо, тогаш јас би те замолил, застани назад во редот. А јас, кога те гледам, си велам принц, секоја чест. Живеј ги своите сни, сонувај ми, за мене нека се дни страдални. На 7-та позиција е Калиопи со песната Парам парче. Луда моја глава, луда среќо, не ме мачи ти, кога зборови од мене течат како црни вулкани, и со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти, кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во ниви, се губам, немам здив. Никој освен мене, никој нема да биде крив, ко најлудо невреме. Јас носам се пред себе, ко скитник без свое сокаче, со срце парам парче. Неизбежно протекува крв и во плодот. На 6-то место
Семизар со песната Вардар е Стикс. На петото место е Fiction со песната Булевар. Велат, не е време за уметност. Но ние друго време немаме. Четвртото место е Кристина Арнудова со песната Не сме сами. Се почна од Джеймс, а по него Слай, да можат Джорджи Буци да не правят сега хай. Секој тоне како збор од басеов тенор, секој тон од Хенри, силни чувства искрени. Еден е Лери Греем, творец на функи джем, а мистер Джини е борак, феномен. Штом чуеш глас на шака, допир од Божја рака, на секој кој ке продолжи. Сите заедно сме посилни, не сме сами, ни единствени. Знај, ние сме многобројни, од сите заедно сме посилни. На третата позиција Елф со песната Маченик. Ако си уметник,
На втората позиција се наоѓа Макс со песната Федора. I guess time catches up with all of us. Not you, Fedora. You look no different than you did 30 years ago. They lied to me. They watch me all the time. I have no friends. Како предлог за оваа недела ја најавувам Тања Станковиќ со песната Желби остварени. Гледам овој свет со многу љубов, како Божи поглед кој дава спас. Од кога знам за себе, не знам друго, имам само една желба јас. Што и да дојде и да биде грубо, можам да го стопам со убаво. И тогаш се ке биде храбро, лудо, а и многу, многу магично. Да ни биде љубов, магија и мир, сите наши срца во радости. Нека сите деној бидат чудесни, со желби остварени. Што и да дојде и да биде грубо, можам да го стопам со убаво. И тогаш се ке биде храбро, лудо, а и многу, многу магично. Да ни биде љубов, магија и мир, сите наши срца во радости. Нека сите деној бидат чудесни, со желби остварени. О мило срце во ми плови, и го
Одлично. Welcome to the dawn. You've just accessed the wild experience. Ти си момичко по-поле, бейбе. За засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си момичко по-поле, бейбе. За засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си момичко по-поле, бейбе. За засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си момичко поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си момичко поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си момичко поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Оваа недела на првото место се наоѓа Даниел Дан со песната Ке се шекнам. Let's go. Денов е при крај, веднаш демони на гости дочекувам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноќва е при крај, јас алармот сам си го исклучувам, за да си посведочам дека глупав сон ке завршам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот зема, те шамара, но назад нема. Се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.